Системското насилство врз ромите и останатите маргинализирани заедници, кризата на идентитетските политики, родовата нееднаквост, мигрантската криза се само дел од темите кои ги третира изложбата "Се што ни е заедничко", која веќе е отворена во Музеот на современа уметност и ќе трае до февруари 2023 година. Ние бевме таму и погледнете како си поминавме. Бојана, изложбата "Се што ни е заедничко", каква порака сака да испрати на посетителите? Ова е изложба која што се одвива веќе пета година поред. Значи станува збор за серија на изложби кои воглавно имаат темата на маргинализирани групи, на проблеми со кои што се соочуваме сите во нашите капиталистички општества, современи општества, како во нашата земја, така и во целиот свет. На оваа изложба се представени меѓународни уметници кои што имаат своја добро изградена кариера и ние многу се радуваме што доаѓаат кај нас, понесени од идејата на солидарноста врз која што е заснуван и самиот музеј. Ова пето издание всушност е посветено на ромите, бидејќи многу се малку застапени во тајна општа историја на уметност, нивната ликовност, нивните проблеми, нивните прашања, и представена преку уметничките дела на уметници од Европа и од нашата земја. Бојана, колку ние сме подготвени да ги прифатиме различните од нас? Да, тоа е едно од основните прашања кои што кураторките Мира Гаќина и Јованка Попова сакаат да ги постават токму со оваа изложба, бидејќи навистина и на политичката една представителност, репрезентативност навистина отсуствува и не се слуша гласот, а навистина постојат уметници не само и кај нас, туку и во светот кои што ја работат таа тематика и ги третираат прашањата со кои што бараат поголема видливост и поголема препознаеност од страна на поголемата група на заедница на луѓе. Да, маргинализираните групи колку се застапени во уметноста? Дали доволно простор им даваме? Не е одговорот за почеток, меѓутоа се работи навистина на тоа во целиот свет, така и Музеот на современата уметност ги следи тие текови, каде што се вршат препрочитувања на историјата на уметност на дадена држава, каде што се вклучуваат групи кои што биле маргинализирани на некој начин недоволно обработени, не им се обрнало доволно внимание во историјата на уметноста. И какви теми третира практично оваа изложба? Навистина тоа се теми кои што од различен карактер, сите проблеми и искушенија со кои што се соочува ромската заедница на едно генерално, меѓутоа и на локално ниво. Односно дали се доволно застапени или дури постои хипер визибилност, меѓутоа во негативен контекст. Нивното место на живење, например во војните има еден автор кој што ја третира босанската војна, односно ги следи семејствата од Босна до Белин, каде што миграцијата, всушност ромите беа први на удар во босанската војна и го следи нивното патешествие понатаму, каде што се соочуваат со престој, проблемот на дозволен престој во земјите, гетоизирање, сегрегација, предрасуди. План припадниците на ромската заедница некако организирано да дојдат да погледнат изложбата? Секако да, бидејќи работам, како што спомнавте, во одделот за едукација, планиран е едукативен проект кој што го работам заедно со Сибел Бајрам, она е професорка, ученици кои што ќе доаѓаат во музеот и ќе имаат можност да се запознаат повеќе со уметноста, меѓутоа и да ги видат прашањата кои што нив ги тангираат, да видат како нивните
сонародници се произнесуваат по тие прашања, кои се одговорите кои што тие ги даваат. Исто така планирам да пратам повик до сите училишта, бидејќи изложбата ќе трае 3 месеци, до сите училишта во Македонија за децата, најмладите да се запознаат, да ја видат можно не само изложбата, туку и да се запознаат со Музеот на современата уметност. А предпоставувам, Бојана, дека освен припадниците на ромската заедница, дека и сите други нормално се поканети да посетат. Апсолутно, овие изложби се правени за сите луѓе, бидејќи современата уметност има една најзначајна особина на современата уметност е да зборува за проблемите кои што не обкружуваат сите нас и дека не може да постои разбирање на животот доколку не постои соочувство и да се запрашаме како име на другите. И тоа мислам дека ќе резонира со сите посетители кои што ќе дојдат во музеот. И колку и да сме различни, некако сепак сме сите слични. Таа универзална нота навистина постои секогаш и убаво е дека уметноста е овој пат спојката помеѓу сите тие различни ентитети и идентитети. Ви благодарам. Фала ви вам. Петрович, колку долго ја подготувавте изложбата и како течеше процесот на креирањето на делата за изложбата? Ja moram da počinjem od početka kako smo počeli. Počeli smo 2013. godine, tako smo se upoznali, pre toga nismo se znali i svi imaju nešto u sebi Romi, ne? I tako smo imali ideju nešto da pravimo na artistički, ali i malo i politički situaciju, pošto previše se puno priča u Europi, ali i u Švajci isto negativno o Romima i pošto sam ja glumica, ja sam radila u teatar, film, etc. i tako dalje. Mi smo imali ideju zajedno da pokažemo i drugu sliku, da se ne vidi samo ona slika koja automatski se pokaže, već da postoji i glumci, i advokati, i doktori, i različiti posao. Naravno da ima i drugih isto, to je normalno, to ima svugde. Također sam rekla u Švajci, sam vidjela jednu novinu i to me nerviralo tako da je moja direktorica došla u teatar i uzela novinu i stavila na stol i kaže: Milena, ti si rekla da si Rom, kažem ja. Evo vidi šta piše u novine. U novine piše dođu Romi da kradu, tako nešto. A to je jedan mali dečko sa igračkom pištolj. I to me toliko stvarno nerviralo da mi se krv digla na gori i rekla sam sad je gotovo, mora nešto da se uradi, dosta je ovo. I tako je to došlo, to je bilo prvo u meni, da sam rekla dosta je i kao da je moralo tako biti, da smo se i mi onda upoznali i da smo onda k naši baby, Roma Jam Session Art Collective zajedničko spremali i kako ću kažem, brzo smo počeli i da radimo. Prvo Koliko ljudi učestvovalo u izložbi? Koliko ljudi učestvovalo u izložbata? U našoj Roma Jam Session Art Collective smo mi troje, Mo, Dinar, Mustafa Hasan i ja, Milena Petrović, ali više puta su došli iz mog teatra glumci koji su sa mnom radili isto s nama, pa došli su i sa druge strane artisti i svi s nama zajedno. A više puta smo mi troje. A imali smo pomoć stvarno od puno i glumca i koji su s nama došli, koji su dobrovoljno došli i volili s nama da radu zajedno, jer su se nemoguće interesivali za tu temu. Kako ги подготувавте материјалите за оваа изложба? На кој начин? Како изгледаше самиот процес? Mi smo uvijek imali ljudi koji su nas snimali i koji su slikali i tako su se to nakupilo, a za sad kad bi stavili, bilo bi previše u ove 10 godine skoro, to se sve polako, stepen na stepen materijali skupili zajedno. A kad čovjek hoće da vidi više o nama, ide na primjer u Google Roma Jam Session Art Collective Švajc i onda dođu više stvari i te materijali koje sve imamo. Sad ne bi znala koji bi prvo izbrojila, jer ima stvarno puno. Ja.
Ова изложба практично сака да прати политичка порака, како што кажавте, дека Politička i artisti sa pomešano, nije samo politička. колку политиката е поврзана со уметноста во денешно време, односно да не речем и се меша на уметноста. Ja, puno. Ja mislim da je to postalo normalno, da je možda je već i uvijek bilo tako, možda povučenije, ali sad je ono otvoreno da puno artisti normalno se radi i o politici, ne samo, ali na najvećim broj, ja. Вие веќе 30 на години живеете во Швајцарија. Кажете 30 godine, 34 godine u Švajci, ja. и кажете ни како се таму прифатени припадниците на ромската заедница од ваше гледиште? Ovako, dok se ne zna da si Rom, sve je super. A kad se zna da si Rom, zavisi od karaktera i čoveka, ali to je svugde, to nije samo Švajc, to je u Nemačku, Austriju, svugde. Onda te malo i, ne malo, ali zavisi od ljudi, ponižu, automatiš, ne? Ali inače prihvatite, sve je super kad saznaju koji si ti stvarno tip i da ima različite ljude, da nisu svi jednaki, onda ja prihvate. Ja, normalno, ali zato se i mi i borimo Roma Jam Session Art kolektiv, to još borba još nije to gotova, da bude, kako se kaže, više od toga, da se više upoznaje. Možda ne bi bilo loše čak i u školu, možda svugde, ne samo u Švajci, da bi decu od početka o tome pričali, učili, da uču deca. Ja. И да волимо едно друго. Ja. Да поштуеме едно друго. Da volimo jednom drugo. Ja. Кажете ни, вие не сте прв пат Петрович во Македонија. Како ви изгледа Македонија 30 години подоцна? Ja sam bila na kratko ovde, još nisam bila, sad tek sam došla, stigla danas, od sutra imam 2-3 dana ovde, pa onda ću malo da vidim sve, Skoplje, kako je, a lepi grad, ja. Тука живеат многу роми Ovde. во Скопје. Во Скопје живеат. Čula sam, znam za to, a još nemam puno kontakt, možda poznajem 2-3 ljudi odavde, koji privatno poznajem, ovako puno preko Facebook ili ja. И каква порака мислите сакате да испратите со оваа изложба? A za ovdje sad što radim? Otvorite vaše srce. Svi smo mi ljudi. Otvorite vaše srce i ne vidite na boju, na religiju, već gledajte na čovjeka kakav je čovjek. To je važno. Voljela bi, stvarno bi to bilo super jednog dana kad ne bi više trebalo ovo, da se čovjek bori zato što ima drugi mentalitet ili drugu religiju ili čovjek treba da se vidi po karakteru, ali ne po tome, ja. Дали мислите дека е навистина голем проблем што и во 21 век се уште постојат поделби на ниво на религија, етнички и така натаму? To je tužno, žalosno što je u ovo moderno i tehnički moderno vreme još uvijek tako, ali nadam se da će mlađa generacija biti otvorenija i da prestaje jednom ovo rasizmus. Rasizmus nije dobro, rasizmus je jedan, ja to kažem, to je moje mišljenje, jedan bolest. Ja. Ko ne voli druge, taj ne voli ni sebe. Ja. Ви благодарам.